Излеговме под мотото "Сакаме чист воздух", еве го до ден денес немаме чист воздух, туку за жал постојано сме потенцирани како најзагаден град од трите во Републиката. Ниту Баба, ни Пелистер немаат сила да и го вратат чистиот воздух на Битола. Градот на конзулите и понатаму се гуши. Чад, магла, тешко дишање. Болни деца, млади и стари. Битола меѓу првите 3 најзагадени градови во земјава. Аерозагадувањето го прават фабриките, домакинствата, автомобилите. На Сабајле, на терасата, кога ќе се излези, веднаш се чувствува смогот, нечистиот воздух, а сега во зимскиот период секако и од оџаците, чадот. Рек Битола е дефинитивно најголем загадувач во Македонија. На годишно ниво тој емитира некои си околу 10.000 тони на PM честички. Домакинствата, според некои калкулации кои што се правени од други истражувања, емитираат негде околу 5 до 5.500 тони PM честички годишно, зависно од временските услови и согорувањето на дрвата. Меѓутоа проблемот е тоа што оџаците на кугите се ниско, тоа не се дисперзира на голема површина, значи PM честичките остануваат во соработка со климатските услови на некој начин и оние температурни инверзии кои што се јавуваат во Битола остануваат во приземниот слој, во близина на површината на земјата и тоа допринесува да имаме големо загадување. PM частичките и загадувањето во Битола понекогаш достигнуваат и до 20 пати повеќе од дозволеното. Според Сдруженијето Геосфера, во моментов воздухот најмногу го загадува согорувањето дрва во домакинствата и тоа со 70% во емисиите на PM частичките. Некои околу 70% од емисиите на PM частички во градот се становиме дека се како последица на загадувањето од домакинствата. Тоа е пред се заради тоа што и шумските предпријатија и приватните и државните шумски предпријатија дистрибуираат во голем процент влажно дрво, кој што има висок процент, значи со тој висок процент на влага се емитира уште поголемо количество на PM честички во воздухот, а при анализите утврдивме дека всушност големо влијание врз загадувањето има и локалниот ветер, односно пелистерецот. Во текот на вечерните часови горниот дел на Битола, блиску до Пелистер, се чисти и целото загадување се турка кон долниот дел на Битола и обратно преку ден дневната шема на ветрот, односно топлиот воздух од котлината оди кон планината и го загадува горниот дел на Битола. Облакот од штетните честички се шири насекаде. Преку алвеолите во белите дробови навлегуваат во крвотокот на организмот, се таложат во крвните садови, предизвикувајќи тромбови, мозочни и срцеви удари. Имаме случаеви далеку било по 3 погреби, по 2 погреби, многу пати да се случуваат. Не заради староста, туку точно заради загаденоста. Оти млади умираат многу. Докторите велат дека меѓу главните причини за смртноста на населението во Битола се кардиоваскуларните заболувања кои во голем процент се последица на аерозагадувањето. Астма, бронхитис и карцином се најчестите заболувања кои земаат замав и се почесто млади животи. Последните неколку години лекарите од итна медицинска помош и матичните лекари забележуваат дека во услови кога имаме високи вредности, значи на или епизоди на аерозагадување, имаме големен прилив на пациенти во ординациите. Симптомите се пред се респираторни, но и хронично болните од кардиоваскуларни заболувања понекогаш се жалат и на висок крвен притисок, значи болки во градите, аритмии и некои други заболувања. Пред 4 години Широксокак беше тесен да ги собере сите граѓани кои очајно бараат чист воздух. И тогаш и денес битолчани го имаат истото барање. И покрај тоа што најновите анализи на дел од екологистите покажале дека најголеми загадувачи на воздухот во Битола во моментот се автомобилите и густиот сообраќај, но и грејното дрво во домакинствата, битолчани велат дека првото место се уште цврсто го држи термоцентралата РЕК, затоа што чувствуваат загадување на воздухот и во лето кога нема грејна сезона. И во лето велат тешко се дише. Најзагадени во лето. Во лето. Обично во зима правите ви анкети, али во лето најзагадени. А што го загадува најмногу според вас? Рекот, најсигурно рекот. Јас го чувствувам најповеќе кога слегувам од озгора. Одма, да речем император, слегувам, одма го осеќам воздуха. И еднаш така, овие двете жили ми се затегна, нозете долу, листовите ми се утврнеа како да се тешки долу. Не можев да дишам, на секоја постака
седнував, паузирав. Погледнувам градот од озгоре, исто како во магла нека. Едва се гледаат високите згради. Рек, најповеќе. И според Мите Ристов од Геосфера, големото загадување се случува и поради пепелта во рек, која не се дисперзира онака како што треба, па ја загадува цела Пелагонија, од која се хранат многу семејства. Во тој период најголем проблем беше токму одлагањето на пепелта, несоодветното одлагање, кој што продуцираше огромно аерозагадување во околината на рек Битола. Ние сме индиректно погодени, бидејќи се храниме од Пелагонија, најголем дел од прехранбените производи кои што ги добиваме, без разлика дали тоа е млеко, дали тоа се овоши, зеленчук, ги добиваме од Пелагонија и индиректно дефинитивно сме погодени од целата работа. Но екологистите и понатаму остро се борат за усвојување низ замирки за решавање на проблемот. Освен контрола врз рек, бараат воведување на парно грејење низ цела Битола и трајно решавање на штетноста од густиот сообраќај.